председателя на Македонскиот политически синдикат, почитувани представници на МПС, почитувани колеги, почитуван декан на факултетот за безбедност, помощник министер. Најнапред сакам да истакнам задоволство што заеднички реализираме еден ваков проект кој што пред се ќе значи градење на интегритет и враќање на довербата на Министерството за внатрешни работи. Тоа е нашата стратешка цел која што ја поставивме и јас и ръководството на Министерството за внатрешни работи. Многу важен, непобитен факт во врска со значењето и улогата на законот за кривична постапка, кој што го има во кривично-правната сфера, и станува збор за еден есенцијален нормативен акт кој што ни овозможува не само модернизирана кривична постапка, туку и согласна со европското законодавство и зајакнување на ефикасноста на кривично-правниот систем. Ова е особено важно при гонењето на разни видови на сериозен и организиран криминал, на корупцијата, на финансискиот криминал, на недозволена трговија со дрога и други облици на организиран криминал. И како стожерен закон во истражно-обвинителскиот сегмент и во спроведувањето на законите, тој ги дефинира и регулира местото и надлежноста на полицијата, отварајќи реално големи можности за подобро справување со криминалот на институционално или на системско ниво, а истовремено овозможувајќи ни доследно спроведување на законите во интерес на сите граѓани на Република Северна Македонија. Бидејќи остварувањето на интересот на граѓаните е наша основна дејност, надлежност или цел. Политичкото функционирање низ овие нормативни механизми на овој закон е навистина од суштинска важност за основните постулати на владењето во Република Северна Македонија. И тоа е подеднакво важно и во смисла на децидно безкомпромисно почитување на политичките обврски преку пропишуваните законски одредби, меѓутоа и во смисла на почитување на полициските надлежности без никаква дилема во нивната законска оправданост. Ако ова се гледа низ призмата на јавна обсервација на политичкото постапување, а прецен или од аспект на поштувањето на човековите слободи и права, бидејќи тука сите ние имаме сериозен надзор од граѓаните, од невладиниот сектор, од оние кои што, впрочем, и се должни да следат за тоа на какво ниво на развој демократијата во државата. И затоа е многу важен овој едукативен проект кој што го работи Македонскиот политички синдикат, за кој што и Министерството за внатрешни работи даде поддршка, пред се да се тргне кон напредување на основните принципи на законот за кривичната постапка, а за полицијата да се исклучително битни три начела. Тоа е начелото на презумпцијата на невиновност, начелото на законитост и пропорционалност и начелото на правично судење. А во кривични постапки во кои како странка се јавуваат или како штетни работници на полицијата, исто така и во насока на напредувањето на правото на бесплатна правна помош за работници на полицијата кои учествуваат во кривичните постапки. И од овој аспект сакам да истакнам дека тука ќе има целосна поддршка од Министерството за внатрешни работи за секој еден колега кој што заради спроведување на службени активности се доведува во позиција да биде странка или оштетен во било која кривично-правна постапка. Тоа покажува дека поддршката од институцијата, поддршката од структурите на Министерството за внатрешни работи за секој еден припадник е многу важна ако сакаме да доследно ги оствариме сите овие заложби и цели кои што претходно работиме. Исто така е многу важно преку натамошно теоретско практично приближување на законските одредби да се квалитетно напредуваат и правните прописи за политичкото постапување. Без разлика кои се тие, дали се правилници, дали се упатства, дали се посебни оперативни процедури
натаму. Пред се при употреба на законот, односно при употреба на средствата за присила и при тоа да се минимизираат сите евентуални последици што можат да предизвикаат каква и да е јавна реакција во однос на законитоста на полициското работење и елиминирајќи ја можноста за така наречена полициска бруталност. Истовремено, проектот има јасна тенденција да даде до знаење на полициските работници дека нема да бидат препуштени сами на себе по случај на кривичните постапки, што од аспект на синдикални принципи на работење представува јасен израз на синдикална солидарност и на професионална помош. Ваквата двонасечна полезност на овој проект ми дава за право да констатирам дека тој представува полн погодок кога станува збор за напредување на професионалните, но и на синдикалните стандарди на функционирањето на полицијата. Уште еднаш ја поздравувам иницијативата на Македонскиот полициски синдикат, која што е преточена во овој проект и во наредниот период ќе се имплементира во сите организациони единици на Министерството за внатрешни работи, преку сектори, преку регионалните центри и сум уверен дека преку овој проект ќе се направат значајни исчекори во натамошното етаблирање на полицијата како гарант за заштита на законитоста, но и како квалитетен сервис во интерес на сите наши граѓани. Исклучително е важно да продолжи да имаме образование континуирано за секој полициски службеник, затоа што законодавството во сите држави, па и во нашата земја, претрпува секојдневни измени, за кои што сметам дека е многу важно секој еден полициски службеник да биде благовремено информиран, а од друга страна да направиме се преку вакви дискусии, преку дебати, да ги откриеме тие слаби страни кои што можат да допринесуваат за различно толкување, например, на употребата на средствата за присила и на било кое друго полициско овластување и при тоа да создава проблем во јавноста дека имаме полициска бруталност или незаконско постапување на полициските службеници. Уште еднаш благодарам за можноста да бидам денеска со вас и очекувам дека не само овој проект, туку и други проекти кои што ќе бидат од интерес за јакнењето на довербата, на интегритетот на македонската полиција и ги спроведеме заедно, а на општо задоволство на сите припадници на полицијата и на